со докази доставени до институцијата Народен правобранител потврди дека советодавно, советувалешно е работено со родителите, направена е проценка, односно увид во семејната средина, стапено е во контакт со училиштето, добиени се сознанија за односот со стручните служби и така натаму, пошто утврдиле дека станува збор за семејство кој што се грижи за детето, грижливи родители, значи нема занемарување, нема евентуално насилство кој што би предизвикало такво однесување и така натаму, и дека имајќи во предвид неговата возраст, сепак тоа беше случај со 6 години, 7 години на почетокот од учебната година, во соработка со училиштето, со стручните служби, ќе се следи случајот и ќе се превземаат мерки за решавање на сите проблеми во чекор. И согласно ваквите одговори, нормално, училиштето постапуваше, ги превземаше соодветните мерки, значи во контактите со родителите. Не навлегувам во тоа колку се соработливи, дали беа или не, имајќи во предвид дека едната страна даваше еден одговор, втората страна поинаков одговор и така натаму. Ситуацијата заврши со испишување на голем број на ученици од паралелката и она што последно го добивме од страна на загрижените родители, а што секако алармира, е дека таквото однесување предизвика меѓу другото и страв, паника кај учениците кои што малтене нема ученик без терапија или нема ученик без некаква дијагноза поради таквото однесување, што секако е алармантно и секако укажува на потребата од поинаков пристап, затоа што не можете да кажете дека се е превземено, нема никаков проблем, а да имате случај кој што пројавува проблем и прави проблем. И нема логика, нема оправдување дека навистина може да се потврди дека органите ги превзевеле сите мерки во нивна надлежност.